Почитувани представници на медиуми, после една од ова маратонска кампања, втор круг пред изборниот пол, користам прилика да се обратам на кумановската јавност на овој објект кој е исто инфраструктурен објект од општина Куманово. Меѓутоа тоа не е целта. Денеска целта е да кажам видување за кампањата. Мислам дека поминовме една многу тежок период на една исцрпувачка кампања каде беа употребени сите институции на системот во борба за локална власт во Куманово. Разочаран сум од чувството дека на локални избори комплетни институции на државата се вклучени во системот на изборниот процес. А особено ме возбудува присуството на 200 специјалци секојдневно во Куманово, со што ствара паника и револт кај граѓаните. И мислам дека никогаш досега, у моето помнење не помнам дека некаква кампања од ваков вид била во Куманово. Не знам што е целта на централната власт и владеечката партија. Меѓутоа, од ова место порачувам дека и со сите закани и претки што ги вршат на граѓаните на Куманово, победата ќе биде на наша страна. И се обраќам до граѓаните на Куманово. Почитувани граѓани, на 7 април е одлука кој во наредниот период ќе води ова општина. Ние со визија и оно што го работиме до сега и оно што планираме да го направиме Куманово како галијански концепт, мултиетички концепт и концепт на едно прогресивно напредно европско Куманово. Или овие што до сега 7 година централна власт видовте во која насока водат и државата и општините кои се под нива власт. Затоа ве повикувам, на 7 излезете гордо и достојанствено. Дајте го гласот за мене, Зоран Дамјановски, број 42, да заеднички градиме едно просперитетно, европско и прогресивно Куманово. За победа за Куманово.